Добро, јас денеска се случува акцијата за чистење. Ние на овој начин го одработуваме 2 јануари, што не се работеше оваа година, но главната порака од денешниот настан е дека животна средина на сите. Сите треба да се грижиме за животна средина, сите треба да се грижиме секогаш да биде чисто и најважно од се е откако ќе исчистиме апсолутно да ја кренеме свеста и на луѓето што се тука, и на тие што гледаат, затоа што не треба повторно да се прља животна средина, не треба повторно да има ѓубре насекаде и се надеваме дека вака со ова многуилјадно присуство денес дека ќе успееме да влијаеме и на овие луѓе кои што може ќе организираат вакви акции самите. Не ни треба неработен ден и посебен ден за да ги правиме овие акции. Затоа сакаме да ја поздравиме и граѓанската иницијатива Не биди ѓубре што често организира вакви акции во помал обем и секогаш кога ќе можеме и во следни прилики ќе се приклучиме. Особено сакам да се заблагодарам и на амбасадор Жбогар и на Канцеларијата на Европската Унија тука, затоа што веднаш и без никакви дилеми се приклучија на иницијативата, помогна, донира опрема. Тие се, би рекол, и најголемите донатори, но исто така помогна и приватни компании и други амбасади. Значи, швајцарската амбасада, компании кои што се инволвирани во третманот на смет, но и кои што увезуваат ваков тип на опрема, ракавици и слично. Тоа се и Еврофарм, Нула отпад, Пакомак, Зегин, Европ, Екопак, Екон Електрон, Екопакинг и Ел Колект. Има и други компании кои што се приклучија, неколку банки кои што со своји екипи сакаат да ни се приклучат, тие се распоредени и навистина мислам дека и времето е денеска конечно се поправи и ќе имаме една успешна акција.